Токму во таа работа, мислам дека има еден проблем со целијата европска елита, можам да кажам. Значи, живееме во услови кога, например, вториот круг на романските избори беше поништен. Јас не знам како, Не само поништен, него човекот беше и приведен. За мене тоа е вон секоја здрава памет. Значи, пазете, не станува збор за некоја маргинална појава или за некоја општина во некоја планина. Станува збор за една, колку е, седма ли е? Седма е. Седма година, да. Не, седма по големина европска земја. Земја на Европската унија. Да. Се поништува вториот круг на изборите кога веќе е започнато гласањето во диаспората. И никој не реагира на тоа. Да не кажам дека и во Македонија референдумот беше поништен во 2017 година. И никој за тоа не реагираше. Значи, сакам да кажам, ако сме избрале да живееме во услови на демократија и да ги прашуваме нашите граѓани за тоа како сакаат да бидат владеени, кои се нивните мислења за определени политики, тогаш тоа мора да има консеквенции. Референдумот во 2017 година требаше повторно да ги седне на маса Македонија и Грција. Зошто тоа не се случи? И сега имаме проблем. Се уште го имаме проблемот.